Ново издание на емисијата Лица и дела. Денеска наш гостин ќе биде еден многу значен диџеј, новинар од македонската сцена, односно Драган Б. Костик. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Најпрво сакам да ве прашам дека вие сте многу познат од македонската, би рекла и светската сцена. Дали може да направите една паралела од музиката во минатото и музиката денеска во Македонија? Времето си носи свое. Со тоа ги носи и промените кои сакале или не, некои генерации кои си заминуваат од сцената или од активниот дел на сцената, не се согласуваат дека она што доаѓа денес е добро во однос на она што е минало. Но неминовноста е тоа. Колку да е лошо наше, ако станува збор за нашите простори, тоа е што е, ние сме слика на времето во кое што живееме, во кое што се создава таа музика, во времето кое не обкружува низ тој простор, така да има голема разлика. Порано било тоа многу би рекол поприродно, би рекол многу почувствително, со многу повеќе емоции, со многу повеќе содржина, затоа што песна е прво се помни по мелодиска линија, но останува забележана заради текстот. Денеска текстот, кога човек би земал да спореди, например, било кој хит, кажеме, на Бионсе или некој од сличните, и да кажеме, било кој текст на Квин, ќе видите дека станува збор за детска приказна, кај Бионсе, и станува збор за романот Толстој кај Квин. Значи, некојаш имало поголеми вредности, кои времето ги наметнало, публиката така растенала, можеби била поинформирана, имала поинаква, поразновидна, похетерогена содржина од што е денеска. Денеска е, кога слушаш една песна, мислиш дека си и чул сите. Речи си истоветниот ритмот, истоветна е продукцијата. Дали тоа само дел на едно време или ќе се менува, а би морало да се менува и би требало да се менува, да има голема разлика. 70-тите беа време кога созреваше популарната музика, посебно кај нас. 80-тите пркна и бевме меѓу заедно со некогашните југословенски простори, бевме една од веројатно трите најдобри или земји со најразновидна музика популарна. 90-тите се такви какви беа, а ова сега што е, има разлика голема. Секој време си носи свое. Која музика ви е фаворит од 70-те, 80-тите или не можете да издвоите? Не. Човек кој има таа среќа или несреќа да биде пријател со генерации, и тоа 5 децении најмалку, не може да каже дека ова е моја музика. Може да каже кога бил млад, па да, некои песни помнам од тогаш. Но бидејќи си човек на сите генерации кои ти минале тука пред тебе, а си морал да ги храни со информации, со едукација, со на некој начин и забава, не можам да определам. Некои песни ми се подраги од некои други времења, а овие признавам, ова се што е после 21 век, после првата деценија од 21 век е нешто што е далеко до на што би ми привлекло некој поголемо внимание. Макар да постои музика. Јас зборувам за комерцијалната музика. Да. Постои надвор од комерцијалната музика, изморена сцена. Луѓе работат, создаваат, но тоа не е во фокусот на јавноста и затоа таа музика не може да бликне, да прикне повисоко од што е. И луѓе кои почитуваат квалитет во музиката се за нив, но тоа е далеко од комерцијалното и влијанието кој може да го има во јавност. Вие сте диџеј исто така и сте диско селектор. Може да ми кажете нешто повеќе за тоа што сте диско селектор приказната? Диџејството е, ако ти кажам вака, денеска диџеите се една професија, за некои категории, некои луѓе, а особено надвор, па и кај нас нешто добро заработуваат или посигурно заработуваат, но мојот татко, кој сакал да станам инженер машински, претходно сакал да станам доктор, кога сум се откажал од тоа, кога сум му рекол после завршена година прва на машински, стари, не ова за мене, извини, ама не е за мене, ми беше лут цела година. Ама му беше срам како да каже дека син му работи како диџеј во 1970 година, тоа било или малку порано било нешто непоимливо, луѓе не знаеле што е тоа. Впрочем, не е зборот диџеј. Диџеј е
американска јазична игранка, како што и за се прават нешто од јазикот, па човек не може да ги разбере понекогаш. Основниот збор е диск плоча, било кој формат на плоча, џокеј јавач на плочи. Значи не на конј, туку на плочи. Но подоцна изгледа како што крата прават кратенки, излезе DJ, нели? Диско селектор е емисија која е создадена на 29 јуни 1974 и оваа година 29 јуни направи 50 години, активно до 2014, рамно 40 години, без било каков прекин, и се уште верувам дека е најстарата музичка емисија со еден исти водител, иста продолжина беше не само во Европа, туку и пошироко. Имаше една емисија најдена во Сан Франциско, која била слично, ама со прилично измени во наслов. Така, диско селектор по таа основа веројатно европски рекордер, да кажеме, што никој не го спомнува Канада, што музика е тоа. Да е политика, веројатно би ставила на некој пиедестал. Диско селектор требаше да биде и беше прозорец кон светот. Ти си премногу млада, за да можеш да помниш некои други времења, кога и до музиката и до многу други нешта се стасувало со многу тешкоти и со доцнење. Така да тој прозорец кон свет во македонската естрада и македонската јавност и општествениот живот бил отворен ширум за генерациите кои доаѓале тогаш. Било интересно што во тоа време исто имало комерцијална музика од типот на канцони италијански, Санремо, па шансони, франциската популарна музика, но британската музика благодарејќи на Битлси да била доминантна во тоа време, но и таму имало растеж на трендови и на музичари кои се созревале, создавале, така да јас низ диско селектор пропагира таква квалитетна музика, покрај се разбира, тук и таму ќе се протнеа и комерцијалните, но пропагирав таква во време кога некои луѓе учеа од диско селектор што се случува во светот, за да го научи што исто на исти позиции на кои што бил и слушателот. Си требало да вложуваш огромни напори за да можеш да следиш. Си морал да бркаш пријатели сопствени кои биле некаде надвор ни светот да може да ти помогнат. Луѓето не може да сватат како изгледало тоа да нарачуваш плочи од Англија, секогаш со многу голема доза на опасност, бидејќи тоа се други времења. Прво си морал да објасниш на државата, бидејќи се можел да ги нарачаш само во девизи, се разбира, од Англија, од фунти, од каде ти се парите во девизи. Значи си морал да најдеш некој кој работи во странство, за да можеш да оправдаш од каде ти имаш девизи. Тоа е едно. Девизите може да се купат само на црно, или ако ти треба нешто преку пасош да извадиш девизи и нешто да земеш, но да ги испратиш во Англија не можело поинаку. Немало други начин, да имало начин, веројатно сите би работеле така, можело само во плико, обично поштенско плико, да се стават парите и да се испратат на дадена адреса во Англија. Да, ама тоа не одеше и одеше од македонска некоја пошта, исто ќе се случеше сигурно, но одеше сите тие писма кои доаѓа од југ на поранешна Југославија оде до Белград. Во Белград се многу брзо махупи кои работат во пошта забележале дека ако пишува на пликото Cobb Records, Tandy Records, рекордс да има во дека е за плочи. Ама бидејќи и они знаеле во пошта дека плочите, парите не може да се пратат поинаку, само во плико, а немаш никаков документ дека си ги ставил парите, дека одиш на ризик, само ќе ги земале тие пликови, ќе ги стави во джеб, ќе излезе до веќе, ќе ги извади парите, ќе ги фрли пликовата во корпа и толку. И колку пари така се загинати, ама тој ризик си морал да го поднесеш за да добиеш плочи. Па да одиш на царина да објасниш, па да платиш царина. Тоа биле неверојатни потешкоти, но слат. Некој време подоцна која се сменија, диско селектор обично неделно презентирал одбично 7-8 албуми. Месечно може би 30-40, што е многу за тоа време. Но во некои други време, во 80-те години, веќе имаш пријатели низ Лондон, низ вамо, списанијата кои носеат топ листи актуелни, излегува, да кажеме, во четврток во топ листа во Англија.
Мои пријатели од таму ми го испраќаа вестникот со авионска пошта, значи за 3 дена со авионска пошта 3 дена стасуваше за Скопје по телефон и он има еден примерок на истиот вестник, по телефон да не губиме време, не им кажува в насловите го само бројки. Да. 37, 9, 15, 35. Тој оди во продавници истиот ден, ги купува, ги испраќа во Скопје и едната недела веќе она што оди на англиските радиостаници одеше во Скопје. Потоа Диско селектор беше и по изборот, се разбира. Една емисија во која што немаше, ми се чини, некое позначено име од југословенската сцена, а за македонската да не зборам, која не гостувало и за кој представуваше тоа престижно гостување. Диско селектор е бренд. Дали сум јас виновен или веројатно, со начин на кој незамисливо е за сегашните генерации, не смеело да има ништо што излегувало надвор од рамките на пропишани правила на правопис и говор, право македонски говор, каде што скопизми или, не дај Боже, и сите сленгови низ Македонија не смееле да бидат никако присутни на радио. Така што за мене како скопско дете било рука. Но што ме се запалеше црвеното светло, тоа е рака. Било зуб, кога во обичен говор. Но во говор во јавноста, македонски, каде што те научиле да така да говориш, тоа било заб, не можело да биде поинаку. Добро што јас се придржував, зборував, имав извонредни ментори, кои внимаваа страшно на мене. За сегашните генерација тоа не поемливо е за тебе, например, дека сите емисии денеска одат во живо, тогаш не одеа во живо, Да. многу ретко одеа во живо, беа снимени емисии. Кога се снимаше емисија, уредникот, мојот ментор во тоа време, Слободан Николовски, човек со 2 факултета, возрастен човек, јас не седев кога разговарав со некој свој кај уредник на Радио 2 на Македонско радио, ја морав да стојам. Не морав, од почит стоев, не морав, не ми кажал он стојти. Од почит. Имаше едно сино црвено моливче, по половина, нели така, и кој ќе го донесе текстот. Внимателен беше и многу помнеше. Ако знаеше дека, забележеше дека некој боја грешка, прв пат со сино ќе го подлечеше. Ако веќе еднаш ми подлекол, ја пак сум ми направил грешката, ќе подлечеш со црвено. Верувај ми, трет пат не грешев. Значи, сакам ти кажам како јазикот се учил, како се говорело. Во телевизиски емисии јас сум водел по сигурно 100 водев неделно попладне, 7-8 години водев ноќна програма на телевизија. Таму не јако беа во живот тие. Не можеше, не смееше да сгрешиш. Ако сгрешиш, тоа значи дека нема ти дадат многу пати шанса да грешиш, за разлика од денес. Затоа викам, Диско селектор беше школа, која беше емисија, например, прва на Македонско радио кој одела во живо. На втората програма. Во живо одеа само вестник. Радио вестникот, радио дневникот. Све друго беше снимено. Дека е првата емисија која се емитувала во стерео, кога ќе кажеш денеска, помлади луѓе кажат кога тоа во време на диносауруси, кога било во стерео, прв пат одела во стерео, па е направена грешката. Не сме знаеле како. И тонците кои биле извонредни во Македонско радио, не знаеле како треба да се направи, никој не ни кажал како. Сме знаеле дека треба да оди стерео, дека тоа читале некаква литература и кога е направена првата емисија во стерео, например Диско селектор направена е со катастрофална грешка, не ни дадоа отказ, иако јас да сум била на место, себе би си дал отказ. Снимана е, стерео е, кога го слушаш звукот комплетно од две страни на твојот лик, односно кај слушниот апарат кој го имаш, слухот, двата звучника или кај да се наоѓаат, слушаш поделен звук кој е во стерео содржина, ама ние не знаевме како е, и на еден канал ми го снимаа гласот, на друг канал снимаа музика. И кога тоа одеше, после тоа како снимена емисија, кога одеше дека прва во стерео, и на радио кога слушаш, час се слушаш себе, час слушаш музика, една негде те нема, негде те има. Значи, низ Диско селектор се пробуваа многу работи. Например, никој не може да каже во радио, Македонско радио, дека ниф им се случило некогаш штафетата на младоста, која беше некаква светиња. Во тоа време,
при престојот, единствениот престој во македонската радио телевизија една година, таа нели идеше низ Југославија и доаѓаше во Скопје низ Македонија, еднаш престојуваше во македонската радио телевизија. Се погоди да престојува во време кога диско селектор одеше во живо, одеше од 6-18 часот од четврток и влезе во студио, значи две најави и една песна престојувала штафетата кој јадници километри минала. Тоа е исто врзано за диско селектор. Негде околу 20 пати менувала термин за емитување. Дали то така требало да биде, дали тоа било нечи его, нешто ја знам, ама никогаш не губила симпатии. Има таму еден джингл. Тоа е емисија која прв пат во македонскиот етер употребувала джинглови. Тоа е во светските радиобрендови и големите радиостаници низ светот, тоа е вообичаено да има джингл. Ама тој джингл во диско селектор толку ги иритирал луѓето, тоа значило дека тече музика, упаѓа джинглот во музика, не надвор од музика, во музика, а луѓето снима, бидејќи нема начин од каде. И прстите им беа ставени на кристофон. И ја снима нова песна, нова музика, ама ако забележиш дека паѓа тонот, знае дека иде джингл, ќе притисне пауза, ќе помине джинглот и ја пушти, па после го лепи. За на журке колку пати јас сум се смеел, ја ги забележувам како е направено парче. Тој нормално луѓето иритирани спомнуваа шајки, мајки, што ќе им дојде затоа што си му уништил снимка, нели? Ама ја не сваќа луѓето мислат дека тоа го правам намерно. Не. Јас тоа го научив дека американските радиостаници го правеле со една претпоставка, ако направиш нешто што предизвика омраза, трае долго, ќе паметат. Во почеток тоа беше од омраза, името на емисијата беше сместено тука, подоцна стана омилен бренд. Така да, диско селектор е една посебна приказна, сум направил негде околу неверојатно е човечки живот, преку 12.000 емисии, што јас работев и Радио Небес, и заборави ако може 4661 емисија секојдневно која одела. Толку е многу да човек бројката кога ја еш да ти каже некој број до 4000 е многу, а камоли секој ден по 1 сат. 12.000 емисии или негде околу 15.000 часови пред микрофони, ама диско селектор е нешто што трае, кој ти кажеш било каде. Дами и господа, денес се емитуваше 4661 емисија Заборави ако можеш. Скромно, мирно, како да било која друга. Но покрај другите нешта, важно е дека мојата маленкост како автор е среќна заради сознанието дека ако сум усреќил барем по еден човек со секоја емисија, тоа се 4660 луѓе. А тоа не е малку. Да усреќиш денес некого е потешко од што да му нанесеш болка. Вас, на кој евентуално сум им го направил денот поубав, заживувајќи некој спомен или евентуално со некој ново сознание, ви благодарам што ми дозволивте таа можност. Со благ наклон и должна почит кон вашата доверба и пријателство, срдечно ве поздравувам мојата маленкост Драган Басодошка Костиќ. До некој друг просав. Како се ствувавте кога ја започнавте емисијата и знаевте дека е најслушана емисија? Какви беа вашите чувства? А затоа треба да се избориш да бидеш најслушан. Не си бил единствениот. Имало тука и повозрастни, и многу популарни во тоа време. Мене, јас бил само младо момче кое имало поинакви перцепции за музиката. Перцепции за музика и за начин како да ја презентираш. Кога на дојеното македонското спикерство, кој во тоа време
во некое дежурство, беше во едно студио каде што јас чекав да ми дојде редот за снимање, или по 2 часа чекаш, па доаѓа друг, тоа не снимаш. И влезев натре. И јас од страв кога го видов, верувај ми дека ми се теса и нозете, беше да јена македонско спикерство и тој седна позади и јас сега чекајќи да ми дојде редот, дојдов до него колку да се оправдам што сега треба да почнам јас. Тој е сталожен глас, еден неверојатен, а јас сега треба да зборувам, и сега зборувам мирно, иначе пред микрофон е сосем нешто друго, и се обидам да му се, не да се извинам, сам од себе да се оправдам пред него, и му велам, јас зборувам брзо, па ми замеруваат, па зборувам вака, така. И тој ми гледа, века, ја те следам тебе, и само ти кажам, момче, еден ден таквите како тебе ќе владаат со радиото, а таквите како мене ќе ти чуваат како зимница за посебни прилики. И така се развиваше во таа насока. Значи јас сум морал да се изборам, го имав пред себе такви луѓе како Ѓоко Ѓоргиев, кој бил доајен во тоа време, а малку имаше силно его, не дозволуваше никој да биде макар едно влакно над него, а му дошол некој тамо, некој младо момче сега ми ставаше, што естрадните луѓе се егоистични, знаеш. Бидејќи јас одев на втора програма, тој беше на прва, му наложи како екзекутивен извршен главен уредник на воопшто македонското радио, да овој уредник ме стави во некој термин во кој нема да бидам јас слушан во однос на неговата емисија Тригонга. Дури ме стави да одам во исто време за не ме слушаат заради него. Ама тоа, знаеш, со време младиот свет си наоѓа свој некој каде ќе им тече вода, си наоѓаат пролази. Успеав да се изборам, им требаше време, требаше многу труд, требаше многу верба во тоа што го работиш. Такво беше времето, успеав кога не осеќаш дека си ти, никогаш не сум рекол јас сум популарен. Јас сум само човек кој си работи својата работа, знам дека се позаслужни од мене многу доктори, многу професори, многу наставници, многу обични луѓе од јас само вршам една јавна работа која е приемчива, со години постои. Кој ќе сретнеш некој сега на одење мамо, една возрастна жена. Диско селектор, Драган. Черка ми многу ме сака, а жената има свој, се гледа 60 на години. Значи черка треба да има најмалку 30 и повеќе. Да. Значи тоа се пренесува од генерација на генерација. Дали ти сакаш добра музика од сите луѓе сакаат, знаеш. Никогаш не можеш да ги погодиш вкусовите на сите луѓе. А диско селектор бил рано 40 години, што генерации поминале, да знаеш. Вие како знаевте да ја подигнете атмосферата со музиката? Како знаевте која музика ја сака народот? Знаеш што, кога јас повторно го спомнав да е Ѓоко Ѓоргиев. Сосем случајно јас работев во една дискотека, зашто почнав да работам како диџеј? Во време кога немаше многу. Мице легендарниот беше првиот, околу него имаше уште неколку, немаше многу плочи. Странските плочи тешко да ја до нас. Работев еден мал период во една дискотека која се викаше Пилот или Братство, некаде таму некај Карши Блимбегов во населбата Илинден сега се вика. И премногу народ. Тоа е прилично далеко од Скопје, да кажем, не 20 километри или колку е. И ама секој петок сабота имаше по 500 луѓе, што е многу. Што е многу за тоа време на толку далечно место. И дојде Ѓоко Ѓоргиев, сосем случајно или намерно, не знам, беше во потрага по луѓе кои имаат музика за неговата емисија. Ме начека тамо, као, ти имаш музика, одлично да дојдеш ти во радио и ти работи. Ја бе пресеќен, ја почнав да работам како диџеј, за да можам да влезам некако во радио, тоа беше единствениот начин како да влезеш, не како сега, како денес. Не. Кога човек учи, ја идеш низ 2-3 дискотеки, Пони Саун, па Панорама и конечно Турист 11 години. Турист беше светилиште Скопско. Во што е уметно, според мене, умешан сам диџејот. Кога ти имаш 500 луѓе, не можеш да го погодиш вкусот на сите. Се надеваш дека во еден период најголем дел од тие луѓе на таа песна реагираат. Но се надеваш дека се доволно трпеливи дека песната на некој од нив
кои не се задоволни со неа, бидат во следниот избор понатаму. Но што е умешноста? Да стоиш сред бензин, да запалиш корч и да го држиш. За дека осетиш дека да го фрлиш. Тоа значи да ги запалиш сите, а ти да не изгориш. Значи да ги донесеш до екстаза. Не успева тоа секогаш. Зависи од публика. Како се дојдени, со која намера, зашто не. Денеска тоа не успева, верувај ми. Денеска, јас на ова на 29 што го правам, тоа е последното мој танц. Ке ги замолам, нек се испосликаат и после тоа нека ги изгаснат мобилните. Порано, мобилните се тие кои уништуваат и забави. Свадба. Наеднаш играат сите едно 300 луѓе и наеднаш нема ни 10 луѓе. Сите излега да пушат цигари надвор. Сега мобилните им се уклучени, така да она прескава ме браша на самиот почеток, има голема разлика и во начинот на живење, и луѓето кои раснат, луѓето кои стојат, и тие кои стареат, и тие им се прилагодуваат на некои закономерности на денешно време. Родителите се виновни што нивните деца уште од 5-6 години се со телефон. Така е. Дури, ја не знам, предпоставувам дека што е смешно, не верувам дека е така, не би било страшно. Имаш ти мали дечиња кои знаат да читаат, а можда не знаат да пишуваат. Знаеш, тенка дебела, коса права, тоа. Имам внуче кој сега ќе почне да го прави тоа, не го мрзи, не го мрзи. Телефони, не е заинтересирана. Гледам млади луѓе. Зашто би читал? Да чита тој роман, вака. Зашто? Затоа што вели на мобилен имам наслов, а насловот во текстот се спомнува 3 пати. И уште 2 реченици. Тоа е целото. Значи он ќе види насловот и вика не читам натаму. Тоа е болката на цели овие генерации. Дали се овој стил популарно? Никаква. Осеќаш само задоволство дека знаеш дека те слушаат луѓе. Јас сум направил, бројките ми се такви, заради годините кои ги имам, заради начинот на презентација на истите, ако кажем дека 3000 журки. Нешто 3000 журки, ниједна журка не е по 2,5 часа. Замисли колку часови си бил надвор, пред народ, обично на журката не дојдеш прв, нормално дојдеш така, оне кој е организатор на тоа, не ти дозволува да излезеш нарочно надвор, низ Скопје, ама посебно низ Македонија. Сите тие собственици на клубови имаат типо некој ресторанче, кафанче, кафуле и чекаат нели да дојде време околу 1, дури во 1 те пуштаат да излезеш таму на подиум. И кога ќе видиш колку народ има таму, треба да се качиш ти на тој подиум. Колку и да кажеш дека немаш трема, немаш страв, знаеш, маса народ е тоа. Вие сте центарот на вниманието сепак. Кон тебе и за добро и за лошо, знаеш, они се дојдени за добро. Ти знаеш дека се дојдени за добро. И кога човек ќе помине таква една патека, со толку многу настапи искуство собрано што да се плашиш од толку многу искуство кој имаш за себе, сваќаш големите имиња кои излегуваат на сцена. Нормално дека сум противно, не може да забранам такво нешто, луѓе кои имаат опијативни средства за да може да се подкрепат пред се. Да. Но кога ќе излезеш горе и кога ќе видиш колку народ застанал, јас не пијам, не пијам. Количество алкохол кое секој човек конзумира толку големо, да кажем една чаша, тоа е се. Но кога се качуваш горе, сваќаш дека оние кои излегуваат на сцена, не го оправдуваш, а ги сваќаш. За да можеш да го издржиш притисокот на маса, која секојдневно ти се менува, видиш на еден концерт, па на трет. Јас сеќам дека Горан Бреговиќ рече при една од последниве средби, абе замисли, јас сум дошол сега во Скопје и прекутре сум во Хонг Конг. Ја од Хонг Конг ништо нема да видам, од прозор вика ќе го видам од хотелот. Немаш ти време да прошеташ таму. Одиш на проба, настап, готово. Вика, нареден ден ти не знам каде. Па нареден не знам каде. Значи тој човек за да може да издржи еден таков притисок, сакал или не, мора да најде некое средство за да го подкрепи. Јас во еден момент го давам сопствениот пример, не како фалба и како жалба, затоа што во еден момент негде во 90-ти години, почеток на 21 век, имав журки секоја вечер. Во еден момент
А имаш дневни обврски. И во еден момент ги прашуваш домашните каде сум вечерва. А замисли ги овие големи кои идат од метропола, каде што имаат по неколку илјади, по 10.000, 20.000 луѓе. Значи, сакам да кажам дека радиски одел е мала слика на она што им се случува на естрадните луѓе, на концерти, јас уживам во тоа, макар да е тешко, кога доаѓаат години, се потешко и потешко, потоа да излегуваш, да го трпиш тој притисок. И затоа решив да го направам ова, иако е малку символично, Last Dance, последен танц. Обично, јас сум свирил, играле тие луѓе, илјадници луѓе. Сега во овој случај заедно играме и јас и тие на последна. Нема да правам веќе големи такви. Ќе продолжите со помали? Со помали, да, знаеш што се корпоративни настапи, такви уживам во тоа. Кога фирма прави забава по повод, дали кога има некој роден ден или што ја знам. Да ти кажам дека свадбите се денеска неверојатно. Свадбите се денес многу интересна начин на прослава, на одбележување, зашто родителите на младите се тие кои младоста живееле во 80-ти години, знаеш. Да. И тие сакаат да се забавуваат на собствената музика, кои ќе се соберат родителите на младиве и гостите и нивните родбини се горе-долу иста возраст. И јас неретко одбирам со добри познати пејачи, настапувам заедно. Тие си имаат свој дел, нели, 2 часа, јас имам свој дел 2 часа и гостите задоволни и со едните и со другите, така тоа се тие. Иначе неко порано Колосеум 12 пати го полнев 2000 луѓе. Елемент го полнев не знам ни сам колку 2000 луѓе. Тоа е страшно. Притисокот да дал има или нема народ, знаеш. Навикнат си да има народ, ама ако нема. Ќе биде поинаку, не сте навикнати на тоа. Не, треба нека да те потикне. Ако нема тие, а не и да биде полно, зависи од народот кој е таму, знаеш. Имаш луѓе кои се дојдени во Битола, кој е посебен град во Македонија со еден посебен начин на живење, кој добро им изумира. Полека, но кога првпат отидов во една дискотека Импакт, многу убава, делуваше толку чисто, прекрасно делуваше. Чисто делуваше, знаеш, не дека чисто, така делуваше целата. И собствениците ми рекоа, Драган, застани овде, на маса, на страна, дека влегува народ, посматри да видиш што се случува. Не сум го видел тоа на други места, но тоа денеска е на некој начин определба. Како влегува луѓе, машки и женски, не е битно. Имаше еден подигнат 2-3 скали, еден простор, па се влегуваше во дискотеката. Ке се стане како манекени. Како да кажам, природно, ќе да стане тука, малтене, публико, вие кои сте тука, гледајте ме, ја дојдов. Нели, да го видат сите и тој да види кој има таму. Денеска тоа вообичаено во дискотека, никој не гледа што се случува, сите гледаат кој дошол, кој не дошол, кој е овде, кој е онде, сликаат, нели? Начинот на приемчивост, како да прима публика, како ти треба да примиш средината, ја раскажувајќи ти оваа приказна. Не, те оставам да слушаш и гледам дека со задоволство слушаш, зашто тоа една приказна, една палета на она што ни се случувало во изминативе 50 години. И како е страда, и јас сум имал таа можност. Да Здравко Чолич, семен пријател до немајкаде. Ѓорѓе Балашовиќ го знам од првиот негов настап. Јас служив војска во Нови Сад. Го водив Новосадскиот војничкиот клуб во таа касарна Милетичева која беше централна во самиот град, во самиот Нови Сад. Ѓорѓе Балашовиќ на некои 50 метра погоре. Секој ден доаѓаше во еден млечен ресторан. Јас одев таму, зимав некои вестици за клубот. И го знам од првиот настап кога изведа у разделјек те љубим. Ме покани тој да присуствувам на тој прв негов настап и потоа станаме многу блиски пријатели. Бреговиќ ми е, како ти кажем, првиот негов македонски интервју го дал мене во Суботица на Младинскиот акустичарски фестивал. Значи, тие луѓе ми биле блиски, а ја не сум ги обарал нивното пријателство. Не сум сакал јас, например, Здравко Чолич, поп-пеач. Бил надвор од мојот интерес, јас сум сакал по содржајна музика, ама он е таков човек што ќе ти се вовлече под кожа и
многу малку луѓе знаат дека тие неколку мина доаѓале многу често во Скопје. Здравко Чолич пиел во креветот на мојата ќерка кога била мала, а тоа е детско креветче, а он знае, скаже, знаеш, ама кога ќе се напие, не сака да излезе надвор. Не се напие. Добро расположение. Така да, тие луѓе кои ги познаваш, кои ги гледаш од друга страна, си го наоѓаш своето место. Така. Живаш едноставно во тоа, само треба да имаш многу нерви да го издржиш, знаеш. Егоизмот кај страните луѓе е многу тежок. Сакам да ве прашам која дискотека ја осеќате како ваш дом? Нема 11 години бев во турист. Јас сум кивен сум на Македонија турист кој ги држеше главните дискотеки во Скопје, Огниште која беше многу голема, Турист која беше нешто помала, но Турист беше постара и најстара од тие 3 дискотеки кои ги имаше Македонија турист и 23-ка, односно некогашно Огниште, кој подоцна го држев. Во Турист бев дома. Јас бев од 1977 септември до 1990 година. Колку години има тука не знам, но кога си одев, имаше една тетка. Пред мене Григор Копров беше шеф на дискотеката. Имаше една тетрадка во која се забележуваше дневниот промет и број на продадени влезници. Преку 700.000 влезници имаше турист. Тоа значи дека 700.000 луѓе влегле во еден простор кој бил регистриран за 80 седења и 120 стоења како автобус. Значи турист ми бил секогаш најдраг, денеска е претворен. Жалосно е за Скопје. Скопје си ги и Македонија си ги своите светилишта лесно ги распродава. Денес е тоа, како би рекол, бања за вработените во хотелот. Хотелот сега се вика безвестен или турист, не знам што е греот. А пред самата дискотека никош не си забележала, ти поминеш по улица Македонија. Непосредно пред хотелот безсветен, по самата улица, има единствен споменик во Скопје, на дискотека стои дечко и девојка кои играат и долу има табла и вели дека тука беше дискоклубот турист во кој минале толку и толку илјади луѓе. Помините кој видиш тој иден денеска поставена од градот, но тоа е нема дискотека во која не сум бил. Само во Свети Николај не сум бил. Иначе нема каде не сум бил, така ова е најдрага. Често да се биде дел од сите дискотеки. Сакам да ве прашам кога е вашиот концерт? Може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Кој концерт ми се допаѓа или Не, кога е вашиот концерт? мој Let's настап Dance, некој? да. Сега Да, кој ќе да, што на го 29 спомнавте. јуни, на 29 ноември, сосема случајно, веројатно Авалон има некакви термини кои ги има во Јанес Ландански и кога ми рекоа, кога ја решив да го правам тоа со нив, имаше повеќе опции, решив за нив како најискусна продуцентска куќа, да биде на 29 ноември. Каква символика? 50 години одбележуваш од една емисија, а се случува на ден на 29 ноември, ден на поранешната Југословенска република. Символично е заради луѓето кои доаѓаат таму. Тоа ќе биде возрастен свет. Сакам да бидат и млади и реков дека сакам да биде тоа една семена журка. Да дојдат татко и маж и жена, да дојде нивните син и ќерка, нивната снаја или зет и нивните деца, ако се веќе во таа возраст да ги донесат. Да биде една семена журка, една заедничка прослава со многу љубов, ќе биде една канонада на хитови. Сите прашуваат што ќе биде. Не можам ја да направам нешто што јас сум човек кој повеќе сака содржина одошто форма. Формата е менлива, минлива, содржината останува таа да сведочи за едно време. Јас сакам да биде едноставно. Вреди, светло, светоа. Сакам да биде едноставно музика која ќе освежи спомени на генерации. Значи ќе има музика од 70-тите, 80-тите, 90-тите и овој дел на 21 век. Повеќе ќе бидат овие застапени од ова последново, бидејќи во последново тешко дека и луѓето в твоја генерација или сегашнија генерација ги знаат
повеќе 3-4 хита денес. Немаат едноставно време, нити ги интересира до таму толку, ама ова ќе биде една журка која ќе биде носталгично силна, моćна, многу рефрени, канонада од хитови. Верувам дека ќе се бидете сите задоволни. Се надевам. Јас сакам да ви се заблагодарам што бевте дел од нашата емисија, што ја прифативте нашата покана. Сакам да ви подарам 2 третмани во солена соба со Леа. Благодарам. Можете да ги искористите кога сакате. Исто така сакам да ви ја подарам оваа книга Македонска империја од нашиот собственик на телевизијата Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Добро, јас знам за него, само да ти кажам дека јас сум човек кој извонено сака историја. Извонен. Тогаш ќе ви се допадне книгата. Ви благодарам за гостопримството. Јас го прифатив тоа не затоа што познавам некои луѓе кои се мои соседи, туку од време на време сакам да погледам и други телевизии и кога ќе најдам содржини кои ми одговараат, за разлика од некои телевизии кои имаат секакви содржини, јас барам реку преферирам Квалитетна содржина. содржина, барам формата е таа која ќе се менува. Драги гледачи, јас сакам да ви се заблагодарам што ја гледавте и денешната емисија. Со ова ќе се одјавам. Гледајте не секоја сабота во 21 часот. Поздрав!